Почитувани представници на медиуми, еве користам приликата пред вас да денеска имаме протоколна средба на неговата екселенција, амбасадорот на Црна Гора, господин Душан Мрдович, значи пријател на Куманово, човек кој изминатите неколку години у неколку наврати со својата добра волја покажа дека Црна Гора е пријател на Македонија пред се на Куманово и на нашиот регион. Една изуzetна позитивна соработка на неколку сфери, особено културните манифестации кои ги правиме заедно со црногорските пријатели во областа на музицирањето, на драмската уметност, а пред се и спортот, бидејќи имаме и некои играчи кои се од Црна Гора кои играат тука, и нивното присуство овде покажа дека се пријатели на Македонија пред се на град Куманово и Североисточниот регион. Од моје име на голема благодарност за неговата посета. Сакам да истакнам дека денеска имаме плодни разговори во насока на она што се вика соработка помеѓу двете држави. Држава која има статус на датум на преговори за европската интеграција, едно позитивно искуство од црногорската држава во таа насока, а отвориме теми за како интегрален дел на сите овие процеси кои се водат во регионот е збратимувањето и соработка помеѓу градови. Компатибилноста на град Куманово и Никшич од минатото и соработката на Никшич со Куманово уште од старите времиња кога бевме во заедничката држава Југославија, да ги продлабочиме и да обновиме новото пријателство и меморандум за збратимување со Никшич, еден индустријски развиен град кој прави подем во новите времиња во економскиот развој и еден добар патогас како треба Куманово да заедно со Никшич покаже дека од едни гиганти индустријски во своите држави и тешките транзицијски проблеми кои ги имаме, еве, полека се дигаме и одиме напред. Се надевам дека за ден на град, 11 ноември, ќе имаме посета од градоначалникот на Никшич, господинот Грбович, кој ќе го посети Куманово и ќе ја подпишеме прво намерата меморандума, потоа избратимување и со тоа да ја завршиме оваа дипломатска акција на нашиот почитуван амбасадор, а и желбата на Куманово да ја продолжи традицијата на добрите соработки со нашите бивши пријателски градови. Отвориме теми за економска соработка, можни компатибилни содржини во економијата и економијата во Црна Гора, бидејќи ако едни на други не ги следиме трендовите, не помагаме, не очекуваме и позитивен развој. Затоа мислам дека сите овие средби на ниво на градови, региони, пред се помеѓу двете држави кои имаат многу сличности, ќе дадат плод во нашата идна интеграција. Благодарам, господин амбасадоре, и ќе биде чест и натамошна соработка уште на повисоко ниво да ја качиме, да бидеме ние тие што ја промовираме таа наша соработка. Благодарам вас. Да, од зборот на амбасадорот. Кажете што за вас значи ова посета на Куманово? Прво ću da se zahvalim predstavnicima medija za ovu zainteresovanost za moju službenu posjetu Kumanovu. Zahvaljujem se gradonačelniku na ovakvom gostoprimstvu i na prijemu za ovaj moj službeni posjet. Ja nijesam prvi put u Kumanovu, sa velikim zadovoljstvom odazivam se pozivu gradonačelnika da budem vaš gost za vrijeme Dana opštine, a to je 11. novembar. Program i organizaciju koju za taj dan prave, mislim da je ovako na visokom nivou i nešto što zadovoljava svakog gosta i svakog posjetioca, a to znači mene. Danas sam imao priliku da od gradonačelnika saznam više pojedinosti i dobijem više podataka o ekonomskoj snazi vaše opštine, o situaciji u vašem gradu, kakve bi to eventualno mogle biti prednosti i kakve bi to bile mogućnosti da se ta saradnja uspostavi sa nekom od opština u Crnoj Gori na lokalnom ekonomskom nivou. Mislimo da takvih mogućnosti itekako ima. Nikada nećemo prihvatiti činjenicu da se ne može ili da tu postoje prečke koje nas onemogućavaju da u toj privrednoj saradnji malog i srednjeg biznisa ne ostvarimo neki zapažen rezultat. Što se tiče globalnog ekonomskog
nivoa i što se tiče globalne ekonomske politike između dvije države kao dvije prijateljske zemlje, to smo odavno definisali da su Makedonija i Crna Gora jedna drugoj i partneri i prijatelji i želim da to tako ostane i u buduće. A što se tiče konkretne saradnje između pojedinih opština, tu je ambasada kao diplomatska misija jedne zemlje inače u obavezi, i to je njena dužnost, da uspostavlja kontakte među ljudima, među institucijama, među opštinama, tamo gdje su ti kontakti i saradnja nekada postojali pa su se sada iz nekih razloga izgubili. Naša je obaveza da to rehabilitujemo. Tamo gdje to nije bilo, naša je obaveza da to ponovo uspostavimo. I mene u ovom prilikom čini posebno zadovoljstvo što smo definisali jednu raniju saradnju, jedan kontakt koji je bio u bivšoj Jugoslaviji između dvije opštine, to je opština Nikšić i opština Kumanovo. I svo ovo vrijeme obavljanja ove moje diplomatske misije u Makedoniji živio sam sa tim da te veze obnovimo i da to prijateljstvo nastavimo. Ja sam imao prilike jučer da razgovaram sa novim gradonačelnikom Nikšića o toj mogućoj ponovnoj uspostavi saradnje. On je to sa zadovoljstvom prihvatio. Još mi je draže što je to i vaš gradonačelnik danas potvrdio, da u bivšoj Jugoslaviji na osnovu tih nekih industrijskih potencijala bila je uspostavljena saradnja sa opštinom Nikšić i opštinom Kumanovo. Sada je prilika da tu saradnju obnovimo, da je produbimo, da je proširimo i u tom pravcu mi je veoma drago što će na dan vaše opštine 11. novembra gradonačelnik opštine Nikšić sa svojom delegacijom doći da se to izvanično potvrdi. Ovom prilikom se ponovo zahvaljujem vašem gradonačelniku na informacijama koje sam dobio iz vaše opštine. Zahvaljujem se na uvijek njegovom gostoprimstvu i ovih dobrim riječima i na mjestima i gdje se neformalno sretemo. I ovo je još jedna prilika da pozdravim sve vaše dobre ljude iz ovog grada, iz ove opštine koji imaju želju da sarađuju sa Crnom Gorom bez obzira na kom to nivou bilo, da li na ekonomskom, da li na kulturnom, da li na sportskom, ali svakako smatram da potencijala za saradnju ima. Hvala vam.